Ти ги нудиш. Истите работи ги нуди сега. Едно општество за сите беше СДСМ и Заев. Ова е Македонија повторно, твоја Македонија за сите. Да, бе, Како беше Македонија за сите луѓе беше пред така е, кампањата, така сега е, реално така е, правиме така е, муавет. Така е. Да. И Африм Гаши наводно го стаиле за да кажа биде за Милош, сите. СДСМ и Заев беа минус национализмот, нели Заев кажува едно интервју патриотизмот не му личи на СДСМ. Веројатно национализмот сакаше да каже. Национализмот. Сакаше да каже. Патриотизмот е друга категорија. Друга категорија. Не мешаме баби и жаби. Ама сега е плюс национализмот. И се на национализмот на тоа што највеќе му лежи на ВМРО ДПМН, патриотизмот, условно национализмот, кракна на прва. Значи на прва се сопна, се потепа. Не му лежи на ВМРО национализмот. Ја не знам кога ќе го сватат они тоа. Каде сгреши СДСМ? Каде не сгреши СДСМ? За да добие ваков резултат, а каде погоди или дали воопшто нешто погоди ВМРО ДПМН Или СДС све сгреши. Или све сгреши СДС па ВМРО начек. СДС греши. СДС греши во она што го кажав пред малку за ширената револуција, слобода се обезбеди и така натаму. Они сами се погубија во тоа. Они се сакаа да се сетираат на една либерална агенда, но практично не успеа, за мене магичен начин, да материализираат ништо од таа агенда либерална. Ништо. И да ја и да го претворат, како ти кажам, да го доведат таа либерална идеологија либералната идеологија да ја донесат до народот да ја почувствува. Значи они либералната идеологија сакаа да ја наметнат, дуи ја начека ситуацијата и либералната идеологија ја сватија како све треба да биде нивно. Едноставно се изгубија. Види, еве, како ти кажеме прост пример. Они не успеа, ширената револуција една од мобилизирачките фактори за ширената револуција беше Скопје 2014, ако се сеќавате. Шилегов, значи, не успева, значи, луѓе просто фасцинира. Не успеа галијата да трне. Не фасцинира су како не успеа да направи ниту една дистанца. Пази, апсолутно су против рушење. Добро. Рушењето како чин е неубав. Примитивен. Погото замисли ти оној цел простор да земеш да го рушиш. Страшно. Да. Не доаѓа Отиде упреди. уште 500 милиони. Ама они не развија ниту една политика со која политички ќе се дистанцираат од Скопје 2014, барем како естетика. Дали може да зборува- направат нешто на плоштад нова естетика, да. Види, имаше, например, сме разговарале во некои кругови на луѓе, што сме били у таа шарена револуција, некои повеќе, некои помалку познати од разни области. Например, види, Скопје е град кој има и како со што да се гордее. Например, имаш иницијатива да во Скопје се формира институт за солидарност. Цивилизацијска една вредност. Затоа што Скопје 63-та е, не знам дали знаете тоа, тој е првиот земјотрес кој цел свет го гледа. Да. Претходно луѓе немале во светот немале воопште чувство што е земјотрес, само оние што биле паталци. Да, што виделе со своји очи. Со своји очи. Затоа што тогаш се развива телевизија, камери, да. И пази што се случува. После Берлин, прв пат во Скопје се среќаваат русите и американците. Среде студена војна. Среде студена војна, како да кажам, да не зборам за брутализмот, за Кензо Танге, за модерната уметност од 70-те години, за групата на тигри пољаци што го прави музеј на современа уметност. Значи, не само што СДС не успеа да се дистанцира од Скопје, него не успеа да ги валоризира трајните вредности на Скопје. Едно општество за сите, Што едно општество за сите? Као флоскула? Дечко, не ми интересираше.
Реално спроведува Ме бинационална разбираш? држава додека говореа за едно општество за сите. Ништо Ќе бидеме искрени. Не, ама не спроведува. Проблемот е што не спроведуваа ништо. Добро им се случуваше Ме разбираш? мимо тоа што го збореа. Едноставно како си тоа Ама- у колоквијално Ама жаргон либерализмот може да успее во едно општество како Норвешка, каде што свеста е крената и дојдена до тоа ниво. Ама шарената револуција обично да речеме, либерализмот покажа шарената Не револуција бе, дека има свест. требаше да речеш лео, добро дечки, стана градоначалник, така. Да викне група на луѓе. Што знам, Да бе, да. разговори Архитекти, серија. и Ајде уметници разговараме. наредно, да. Имаше проекти на групи архитекти Да. за Скопје, како да се Не решава мораше он да го решава, 2014. речеме, не мораше да се решава, еве, да речеме тој плоштадот или мал ринг, голем ринг, како и да беа, Да. имаше простор цело Скопје да го прави нешто друго. Да. Не мора на плоштадот, Бе, ама не, ќе не. направиш у Дебармал, не е битно. Идеја, како ти кажам, и тука тоа е поради тоа голем дел од тоа гласачко тело кое они го добија во 2017, а кое беше не беше СДС ебовско тело. Тие се овие се што гласа и за ВМРО, еве да речеме. Може би, не знам. Али еден добар дел од она што е неопределено, што не е партиски, Знаеш зашто те прашам што за не е шарена револуција? клиентелистички ангажирано, Зашто што те него прашам? што верува во некои принципи, што верува во некоја, што знам. Те прашувам за шарената револуција и ова што го кажа Милош е дел од тоа што сакав да те прашам. Тоа се истите горе-долу истите луѓе кои што направија голема победа за СДСМ 2016-17. Сега ја прават големата победа на ВМРО ДПМН. Огромен дел од тие луѓе сега гласаа за ВМРО ДПМН и за промена на некои политики кои што ги бараа од СДСМ, Може би, беа изневерени. Да, мислам дека има тука, да. Сега ќе ги бараат веројатно тие промени од ВМРО ДПМН, бидејќи ВМРО ДПМН горе-долу ако ја следеше, а сигурно си ја следел кампањата од блиску, ВМРО ДПМН де факто ги нудеше истите работи што и СДСМ ги нудеше во 2016 во кампањата и потоа во 2020. Значи они нудеа борба со корупција, тоа го нудеше и Заев, сега го нуди Христијан. Минус национализмот. Се исто. Нудеше СДСМ нудеше ветинг, сега и овие нудат ветинг. Така е. Нудеа, не знам, зголемување плати, овие нудат зголемување плати. Тоа извини со ветингот бите. Рекол комесарот за правда дека не му се свиѓало ветингот. Што да му прави ние на комесарот? Абе иди со комесарот на правда. Комесарот на правда Дидиер Рендерс, белгијанец, поима нема, Македонија не знае да ја покаже кај е овако, он бил против. И овие добро ние не правиме ветинг. Кој вие? Резултатот е тоа. Каже човекот од најфункционалната европска држава. Да бидеме реални. Ма не добро, сакам да ти кажам, Оно е шашало, ама функционира. Белгија? Да. Белгија шампиони се. Белгија во сред економска криза 2008 година и пол немаше влада. Да. Администрацијата на Белгија си функционира. Функционираше и беше една од земјите која најдобро се снајде во економската криза. Тоа е која имаш држава. Тоа се вика држава. Тоа се вика држава. И тоа е патриотизам. Да имаш таков државен апарат на кој се гордееш, на кој можеш да се ослониш, без разлика дали утре дошол Трајко, Петко, Станко. Ти знаеш дека државата е во функција, во сервис на секој еден кој живее во неа. Ја бев чудовневиден кога прочитав некаде дека они во суштина имаат еден на фландриски, еден на француски назив за една иста улица. Дека има такви улици. Ти имаш може ние треба да го примениме тоа решение место да се расправаме како се вика улицата, едните нек се викаат. Те може да се деси да возиш, на пример, Монс, тамо е by the way војниот комитет на НАТО во Монс. И сега кога возиш ти с Валонија е Монс. Да. Ама пошто шараш Валонија Фландрија, наеднаш ќе искочиш на знаци у Фландрија кај што Монс е Берген. Значи нема врска. Да. Монс и Берген, а истиот град. Истиот град. Да. Па иди снајди се те видам таму. Тоа е. Извини, ја ве трнав од темава со тоа дека истите работи ги нудиш. Истите работи ги нуди сега. Едно општество за сите беше СДСМ и Заев. Ова е Македонија повторно, твоја Македонија за сите. Да, како беше Македонија за сите луѓе беше пред кампањата, сега реално правиме муаве. Така.
Да. И Африм Гаши наводно го стаиле за да биде за сите. СДСМ и Заев беа минус национализмот, нели Заев кажува едно интервју патриотизмот не му личи на СДСМ. Веројатно национализмот сакаше да каже. Национализмот. Сакаше да каже. Патриотизмот е друга категорија. Друга категорија. Не мешаме баби и жаби. Ама сега е плюс национализмот. И се на национализмот на тоа што највеќе му лежи на ВМРО ДПМН, патриотизмот, условно национализмот. Кракна на прва. Значи на прва се сопна, се потепа. Не му лежи на ВМРО национализмот. Ја не знам кога ќе го сватат они тоа. ВМРО ДПМН е една од подобрите влади, економски па и демократски, ако сакате, е владата на Љупчо Ѓорѓиевски 99-2000 година. 98-2002, да. Кога ВМРО настапува како современа демохристијанска европска партија. Да. И се повлекува И они се успешни. У моментот кога влагаат у национализам, тонат. Ама им почна војна и тоа беше. Да. Имено. Тоа беше приказката. Како ти кажам? Да. Владата на Груевски 2006-2008 воопшто не е лоша. Сетете се како почна таа влада. Повторно почна како реформски, проевропски, демохристијански ориентирана, современа европска партија. Значи ВМРО кога модусот операнди им е во тој контекст, они се супер. Они се лизгаат на национализмот. Секогаш. И сега се лизна пак. Па, еве го, еве што зборуваме. Ти да имаш вака стабилно мнозинство, влада со вака стабилно мнозинство, и ти да влезеш... Проблем со Грција. Каша попара на... Чекајте, бе, луѓе. Зошто? Наместо ова што го ветуваат, образование, здравство, борба против корупција, дајте, бе, луѓе, дајте Странски инвестиции ветува, милиарда инвестиции ветуваше. Дајте таа стабилност на владата со тоа. Ова со Грција, ја не можам да го разберам. Ако ме прашувате, не ни можам да предвидам кај ќе води. Ја стварно не знам сега како тоа ќе се отплетка. А од друга страна, од таму од Карши го имаат Мицотакис кој им даде рецептот. Човекот вика, мене тој договор не ми се допаѓаше. Јас бев против, ама сега ми е реалност. Друго, види, има момент, дури тоа може да го искористат. Јас се согласувам дека СДС и Преспанскиот и договорот со Бугарија потпишување, сликање и чао, пријатно. Толку беше. Да. И во Преспанскиот и договорот со Бугарија ти имаш низа на ставки, соработка на млади, соработка културна, економска. Да. Никогаш владата на СДС не се фокусираше да ги извлече тие ставки, да почнат луѓето од двете страни на границата да ги чувствуваат бенефитите на тој тип на соработка и после други работи, после разговорот, да, никогаш со бугарите... Со една забелешка, извини, ја никогаш немаше да мислам дека ќе обранам СДСМ од Борјан Јовановски. Не, се шалам. Со една забелешка. Што се случи? Грција не ги потпиша меморандумите за економска соработка, влада. А Бугарија влезе у приказната економска соработка, подразбираме продајте ни го Телеком, продајте ни Комерцијална банка и Фени, не знам тамо што. Извини. Ти кога не го третираш тоа што ти треба да го препознаеш како твој стратешки интерес, тогаш ти го киднапираат разноразни битанги. Ти киднапираат разни сегменти кои ти прават од договорот чудовиште. И ние добивме чудовиште. И сега види, јас не би им земал за зло кога, например, они би се поставиле во однос на Преспанскиот договор. Северна Македонија е устав е, значи со заклетвата не го сватив. Но при тоа, например, Мицковски и Мицотакис се во иста фамилија европска. Да, и Пипис.
И имињата им се слични. Мицковски можеше да најде начин, и по мене е тоа легитимно, да во една пристојна дипломатска атмосфера, форма, начин си има тоа све, да му стави да знаење на Мицотакис, видете, ве молиме, имате и вие обврски кои би ни значеле многу, доколку и нас ни би олесниле, значи, човечки муабет, како да кажам. Ама не тој само човечки муабет, тој е државнички муабет. Заради тоа што тој на крајот Меѓу ќе другото, тоа ние ги заволиме, они не ги исполнуваат врските. Така е. Ние можевме да Така испратиме и протестна нота и така натаму. И на крајот да бидат, ако сакаме веќе да го проблематизираме, има многу форми. Има многу форми, само ти кажам, ако сакаше да го проблематизира или да го користи тој договор во сопствена корист, он можеше и тоа да го прави. Он можеше да побара одговорност од Грција, не се меморандумите ратификувани и така натаму не се подпишани. Еве они не го почитуваат договорот, табли не смени. Они не кажуваат Северна Македонија. Сега обратно, кажуваат Северна. Ама Скопје го користат као главен град, кој не е Белград, што вика. Мицотакис и крајна десница. Нека то вида, Вашингтон викаш, Москва викаш, главниот град го реферираш како... Ја користат за да не кажат. Ама се случува и тоа. Сум го приметил. Истината во голем дел ги гледам, еве поготово Мицотакис, поготово после ова. Северна Македонија стално вика. Вика. Да. Како ти кажам? Вика, да. Ама има и... Дори сам вика тој преспански договор не ми се допаѓа затоа што признава националност. Сам признава дека македонци се признаваат. Да. Ама вика морам да го почитувам. И сега повторно вниманието на јавноста се одзема, се дисперзира во нешто што, како кажа? Па не, како да немаме доволно проблеми и сега ќе треба стар да го отвориме повторно проблем, да го направиме пак нов. Непотребно трошење на енергија. Ама не е непотребно трошење на енергија, Боријан, тоа е непотребно трошење на време. Па добро, времето... Од кога знаеме за себе, сме влагаме на КАЕУ, идеме на КАЕУ, идеме и сега имаме пак кошница. Да. Со тоа што... Не, знаеш што е и друго има една логика. Ти кога си у војна со некој, ти прва работа што правиш е мобилизираш што поише да имаш пријатели на твоја банда, така, со мене да се. Сојузници. Кога си со еден на фронт, се отвараш друг. Чекај. Ама и не само тоа. Ние видовме како реагираше меѓународната заедница, условно кажано, одма по нас и воспитна. Ама види, да влезеш у приказната различно. Немој да заборавите дека ЕУ и САД се гаранти на тој договор. Они не, точно тоа не е туку така.